Пробацијата и условните осуди, односно отпусти со заштитен надзор, се единствената алатка која што во моментов може да помогне за намалување на пренатрупаноста во македонските затвори. Во моментов буквално се бара место повеќе за оние кои што треба да отслужат казна. Во тек е кампања која што би ги охрабрила судиите да носат повеќе условни осуди со заштитен надзор, со кој што не само што ќе се растеретат затворите, туку и ресоциализацијата на осудениците ќе биде поголема. Во тек била и набавка на заштитни алки кои што ќе ги носат осудените лица. Условно отпуштените осудени лица ќе им се овозможи по излегувањето од затворот, значи пред истекот на казната, да пробацијските службеници им помогнат или да најдат работа, доколку биле претходно зависници, да ги упатат на лекување, да се снајдат во средините. Распишан е и во тек е тендерот за алките и конечно јас сум дефинитивно оптимист дека на почетокот на наредната година може огромен број на осуденици нема да бидат во затвор. Во оваа насока организациите како Станица 5 и Сдруженијето на млади правници на осудените лица им нудат разни бесплатни правни услуги и психосоцијална помош, како и полесно вработување. Во таа насока беа обезбедени околу 100 услуги на осудени, поранешно осудени лица и лица спрема кои се извршуваат пробацијски работи. 30 осудени лица беа обучени за меки вештини, исто така беа исклучени 5 меморандуми за соработка со локални институции и 2 со бизнис сектор. Да може да се изрекуваат повеќе условни отпусти со заштитен надзор, да може повеќе да се користи пробацијата. Бидејќи ако повеќе се во затвор, само повеќе ќе се зголемува и нивната инфицираност во самиот затворски систем со други криминали кои што се внатре присутни и нема да се постигне ништо. Кампањата за помалку затворски казни и давање на се поголема шанса на пробацијата ќе продолжи и низ другите градови од Македонија.